Венец на светоста на доктор Дмитрий Авдеев во издание на Струмичката епархија ќе биде промовирана вечерва во манастирот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Станува збор за прва детска црковна книга од овој вид, во која се сместени 10 житија на исто толку светци, објаснува промоторот Катерина Божинова. Така, значи овде се опфатени десетина светители кои што се меѓу луѓето можеби повеќе познати, некои можеби помалку, но онака на име. Но во суштина нивниот живот и дела и како која е нивната заслуга, зошто тие станале свети, зошто народот толку ги почитува луѓето, можеби возрастните, не само децата, навистина малку знаат. Значи со читањето на овие житија тие се запознаваат со животот на светителот, нивниот подвиг, начинот како станале свети, како му угодиле на Бога и зошто се толку почитувани од луѓето. Некои од раните векови, некои од нешто подоцна, па се до денес. И така нели му угодуваат и на Бог, се учат од нив, многу се поучни житијата, служат како инспирација за подобар живот. А децата нели најдобро се учат кога се мали за да можат во животот да достигнат богоугодни дела. Во изданието на книгата вклучени биле и ученици кои ги изработиле цртежите со ликовите на светците. Значи, оваа книга е прва од овој тип кај нас издадена за детска книга зборувам. Опфаќа житија на светители. Значи, имаме ние детски издања и претходно, издавале нашите епархии и црквата, меѓутоа прва е која опфаќа житија на светители. Имаме за возрастни, но ова е прва за деца. Авторот е доктор Дмитрий Авдеев, многу читан и автор, и психолог, и психотерапевт, и доктор на медицински науки. Он ја напиша, опфаќа 10 светители и 10 житија по негов личен избор. Ги преведе, делото го преведе Оливера Павлович. Изданието е на Струмичката епархија, поточно манастирот Свети 15 Тивериополски свештеномаченици. Го издава по повод 1100 години од основањето на Охридската епископија, нели? Во црквата на Светите 15, освен промоција на книгата, ќе бидат изложени и цртежите на сите ученици, чии дела не се објавени на страниците на Венец на светоста.